Зборуваме за алтернативниот туризам. Проект кој што секако се случува кај нас овдека во Македонија благодарение на лидерите на Малцинството за општеството. Тоа е едно здружение кој што работат на интересен проект кој што ние денес ви го носиме во Македонија денес, а благодарение на нашите денешни гостинки кои што секако можам да кажам дека со сето ова што го работат прават едно навистина општо добро за граѓаните, за Македонија и за сите нас. Секако очекуваме и директно вклучување во прес конференцијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па доколку го прекинеме разговорот со нашите денешни гостинки, нема да ни замерите, веднаш по завршувањето на пресот, секако дека повторно ќе се вратиме назад во студиото на Македонија денес. Секако тука е моментот да ги представиме нашите денешни гости со кои што ќе разговараме за алтернативен туризам. Гостини се Андријана Штеириова. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. И Горица Штериова. Добро дојдовте. Ви благодариме што сте наши денешни гостинки во оваа наша емисија. Така, што ќе имаме можност да зборуваме токму за алтернативниот туризам и за тоа што работите вие како здружение. Пред да се осврнеме на проектот на кој што работите, малку би позборувале за здружението кое што постои 10 години. Така, точно годинава 10 години. Значи честит јубилеј. Честит јубилеј. ЛМО, тоа е скратено, односно лидери на Малцинството за општеството, е невладена организација која е основана во 2007 година, че точно годинава 10 години постоење, основана од страна на млади луѓе кои припаѓаат на различни малцински групи и значи и нормално кои живеат во Република Македонија. Сакавме да направиме нешто ново, нешто поинакво од другите невладени, односно да се фокусираме и да работиме на одредени прашања кои ги засегаат младите кои припаѓаат на различни малцински етнички групи. И бидејќи веќе знаеме како е да се биде дел од малцинството, така да овој факт не носи поблиску до нашата целна група. Значи, да не должам само на кратко дека невладинава организација работиме на локално ниво, на национално ниво и на меѓународно ниво. Работиме со проекти на Erasmus Plus програмата, на Youth in Action програмата, на програма за прекогранична соработка ИПА, што всушност се оствари овој проект кој што сега ќе го каже Андријана Штериова. И значи имаме безброј, односно голем број на волонтери, на активисти, на учесници во нашата невладина, кои што се повеќе и повеќе се образуваат. Сакаме да подигнеме свеста на односно вредноста на волонтирањето и секој млад човек да слободно добреден да дојде да волонтира. Само уште би се надоврзала и би кажала дека имаме огромно искуство во овие 10 години на тема миграции, на тема родови односи, на тема значи еднаквост на жените и конфликт менеджмент, меѓународ моментално тие ни се најзастапените. И значи слободно можам да кажам дека секој млад човек над 18 години е добреоден и дека може да биде дел од нашата невладина и вратите му се отворени. Кај нас значи главна цел е да се мотивираат младите, особено од малцинските групи, значи да им се даде поттик за полесно, односно да се направат социјални промени во нашето граѓанско општество и за полесно да се решаваат проблемите со кои се соочуваат секојдневно. И сметаме дека значи потребна е и наша подршка со нашите проекти кои што се одржуваат тука во Македонија и надвор од Македонија и сметам дека нормално сите почнуваме чекор по чекор и нормално во текот на животот да постигнеме некое повисоко ниво. Так. А вие 10 години навистина на извонреден начин се трудите сето тоа да го постигнете, а еве тука сме сега за уште еден навистина прекрасен проект на кој што работите. Се прават истражувања секако на можностите на две таргетни области за да се развие алтернативниот туризам и секако да се идентификуваат природните и културните наследства. Имаме навистина многу кај нас за ова развиено подреше каде што можеме да го развиеме и да работиме. Секако доста можности за алтернативен туризам постојат во Македонија. Сметате ли вие како здружение дека е тоа така и дека ни е потребен ваков проект за тоа да заживее? Низ годиниве искуството што го стигнавме овие 10 години и заедно во соработка со партнерската организација од Бугарија, свативме дека уствари нашите региони, источниот дел од Македонија особено и западниот дел од Бугарија имаат многу сличности заедно едни со други, значи покрај културата, менталитетот, етничката припадност горе-доле, значи проблемите секојдневни со кои што се соочуваат граѓаните, обичните луѓе кои што живеат значи во овие предели, имаат проблем некако
да направат нешто повеќе од себе си, значи производите или работата која што ја имаат, да ја пласираат некаде, да развијат свој некој бизнис, да се самоодржуваат, а истовремено имаат проблеми да го промовираат сето тоа што го прават. Носат голема вредност во нив. Значи нешто се уникатни, специфични кои што го нудат. Пазарот нормално дека го бара, не само нашиот, туку зборам за европски пазар и луѓе надвор кои што се од Европа, затоа што нели во подем гледаме дека луѓето се повеќе сакаат да се хранат здраво, да живеат здраво, сакаат повеќе по алтернативни форми, пример на туризам, да посетат различни работи, да видат нешто ново, да искусат, да вкусат истовремено нешто ново, значи спаѓа тука и тој дел во проектот. И затоа сфативме дека ни треба нешто, некој проект кој што конкретно ќе им дојде поблиску до луѓето, обичниве луѓе и малце да ги потикне и практично да ги отвори вратите кон светот и кон останатите нели нивните и сограѓани од државава, но и понатака надвор од нив за да може да просперираат малце повеќе. Токму така, ова е навистина интересна тема во која што би сакале секако да ги вклучиме и гледачите на телевизија 24, доколку можеби имаат нешто што би го понудиле како опција за ова здружение во кое што секако тие се спремни да помогнат и да допринесат за развој на одредени рурални делови кои што постојат кај нас во Македонија, каде што може нешто да се произведе, нешто да се направи, а сето тоа да биде секако за нивен развој. Горица, успевате ли да допрете до обичниот граѓанин? Па да, секако, со помош на проектите, особено на локално ниво, успеваме кај младите луѓе, особено бидејќи нашата целна група е на млади луѓе од различни малцински групи, успеваме да допреме со помош на нашите проекти кои што се организираат на локално ниво, на меѓународно ниво, бидејќи тие проекти се нормално со млади лица од над 18 години, каде што сите заедно во текот на една недела, пример тие проекти траат некогаш и само еден ден, а некогаш траат и една недела, нормално финансирани од страна на Европската унија преку моментално програмата Erasmus+. И преку сите тие заеднички дебати, преку тие на некој начин игри, дебати и дружење во текот на таа цела недела, верувате дека успеваме да допреме до луѓето, бидејќи нашите волонтери се обични луѓе во Република Македонија, млади луѓе, млади лица кои што сакаат се повеќе да потикнат и да зголемат вредноста на волонтирањето и нормално се добродојдени. Така, и секогаш се дел од нашите проекти. Така, алтернативниот туризам е еден од проектите, од многуте проекти кои што ги спомнавте, а впрочем работите во овие 10 години. Па ме интересира колку младите во Македонија се запознаени со алтернативниот туризам и каков е интересот кај нив? Па искуство да ни кажува дека се повеќе и повеќе млади сакаат да се или да се вклучат некако во смисол да не знам да посетат различни културни историски спомености или да посетат места пример како што имаме во Галичник, да речеме некои јавање на коњи или посета на некој производство на органски производи или природни, но не радува тоа што повеќе сакаат и да произведуваат и да станат предприемачи самите себе си, значи нешто да направат од себе. Бидејќи некако можностите во државата не се доволно за они да направат нешто од себе и ваквите програми уствари им нудат баш буквално можност за да се промовираат и да учествуваат во нешто повеќе. Затоа во рамките на проектот што го имаме нели финансирано од ИПА, Интерек, меѓу пограничната соработка помеѓу Бугарија и Македонија, нуди дури 2 саема кои што ќе ги организирам, едниот во Штип во октомври, едниот ќе биде некаде од прилика во август во Благоевград во Бугарија, каде што сите тие што живеат нели во источниот дел на Македонија, во западниот дел на Бугарија, ќе имаат можност бесплатно, нормално, значи све да им биде покриено, да учествуваат на тие 2 саема и да ги презентираат нивните производи. Без разлика дали било тоа нешто што произведуваат, дали ќе биде не знам која услуга која што даваат. Така, да. Дали може ќе бидат ако има некои алтернативни форми на сместување, пример во некои рурални средини во села, планини кои што се тешко достапни. На вистина многу. Да. Тој е селски туризам. Го сакаат, само за жал немаат пристап до информации за луѓето кои што нудат такви услуги. Значи не недостасува веб страна? Да. Ни недостасува веб страна и некаде место каде што затоа ние ќе произведеме и водич, ќе правиме истражување каде што ќе одиме буквално од село во село, по планини, било кои луѓе, најмногу значи што може да собереме податоци, да ги пласираме на една веб страна, електронска, која што ќе може, значи секој кој што ќе ја посети веб страната на проектот, да кликне само местото што го интересира и веднаш да му се појави каква услуга се нуди, што може да добие, да види и како да пристапи, значи до најлесен начин да стигне до тоа место, да го види и да ги добие услугите што ги бара и што ги нуди
дали лицето што е собственик, дали фамилијата, тука има една, можам да кажам како слаба точка, слаба карика е тоа што можеби тој алтернативен туризам се наоѓа во тие рурални средини, села, места во планини кои што не се така достапни и луѓето кои што можеби таму живеат и можат тоа да го произведуваат или да го нудат, секако дека тие не можат во одреден момент тоа да го донесат до пошироката јавност. Како кај нив секако да се олеснат околностите за тие да се наметнат на светот? Затоа ние тука ќе послужиме со проектот за да ги промовираме нив повеќе. Не можеме пример да помогнеме со транспорт во однос на кога тие веќе ќе бидат достапни на пазарот со нивните услуги што ги нудат, ама барем ќе донесеме информацијата до светот, не само во Македонија и во Бугарија, туку надвор, затоа што проектот ќе го промовираме на секаде, на меѓународно ниво, за тие што се заинтересирани да можат секогаш да ги најдат. Веб страната и водичот што ќе ги произведеме, ќе останат да траат. Значи нема без разлика што проектот ќе трае 15 месеци па после тоа да заврши све, не е тоа целта. Поентата ние значи да биде самоодржлив и да трае што подолго. И тука ќе дадеме некој допринос примери до тие што нудат услуги, пример на транспорт, туристички агенции, културни центри во Македонија кои што имаме, кои што ќе можат информациите ние што ќе ги собереме, они да ги пласираат и понатака да ги искористат за нивни работи, да ги пласираат, да помогнат и они да заработат нешто, но истовремено да му помогнат и на обичниот човек. Така, рековте дека ќе има 2 сајми, планирате да има, еден во Источна Македонија, еден во Западна Бугарија. Кога се планираат овие сајми и дали и каде би можеле сите оние кои што живеат во тие делови од државите да се информираат со цел секако да се пријават и да учествуваат на овој сајм? Сајмот во Бугарија ќе биде во Благоевград, од прилика датите не ни се фиксирани се уште, но наскоро ќе бидат договорени. Во август треба да биде во Благоевград, а во октомври ќе биде во Штип. Добро. Сите што се заинтересирани, значи ќе се добијат нормално штанд, ќе биде организирано некаде во градот. Тие што се од Македонија што ќе одат на сајмот во Бугарија, ќе биде организиран превоз од наша страна и смештај додека трае тие 3 дена сајмот во Бугарија. Истото ќе биде и во Македонија во Штип додека трае, затоа што целта е да има не само нашите производи да се пласираат, туку да има и размена на информации, на контакти со луѓето од Бугарија, значи исто и бугари ќе дојдат на сајмот во Македонија кој што ќе трае 3 дена во Штип. И информациите, датите, мислам, се надевам дека ќе може да дојдеме кој ќе ги секако дека повторно. Кој ќе ги знаеме датите, ама секако граѓаните може да се информираат на страната на mls.mk, таму ќе бидат објавени наскоро. И ќе има само една обична форма или може по телефон да ни се јават да не контактираат. Не ни треба ништо конкретно од нив, нешто детално, само значи доволен е нивниот интерес да сакаат да учествуваат. Јас ќе се навратам кај Горица. 10 години од вашето здружение, лидери на малцинството за општеството. Што беше она што пред 10 години, вие сте релативно млади девојки, ве поттикна да едно вакво здружение и да ја видите потребата за постоење на ова здружение? Значи вака, јас како председател на оваа невладина, ЛМО на македонски, односно МЛС, како што спомна Андријана, дека така може да најдете на интернет, тоа е Minority Leaders for Society, бидејќи мора да е на англиски. Значи на таа страна, нашата веб страна, на нашиот Facebook можете све детално да дознаете и да се пријавите за саимите, а да се навратам на идејата. Уште од мали нозе, уште од средно, значи кога бев, сакав да волонтирам и волонтирав во невладина организација во Скопје. Значи знаеме дека имаме многу невладини во Македонија, меѓутоа сите некако беа исти, значи буквално сите теми и цели на невладините некако ми беа еднакви. Решивме да создадеме нова невладина, да основаме во 2007, тогаш бев релативно помала, каде што како основачи, како председател на невладината, нормално не сама со тимот уште десетина луѓе, решивме да создадеме нешто ново и поинакво, односно да нашата целна група бидат малцинските групи, односно младите кои припаѓаат на различни етнички малцински групи, бидејќи знаеме како да се биде дел од малцинството, како што веќе напоменав, бидејќи ние сме влајнки. Значи ние сме дел од малцинството во Република Македонија и сакавме нешто поинакво да се направи. Значи да ги заштитиме не само македонците, тука се власи, роми, турци, бидејќи нашите активисти, членови, волонтери во невладина се всушност припадници на тие групи. Така. Планирате и серија од 3 тренинзи кои ќе бидат организирани за представници на целни групи. За какви тренинзи станува збор? Пак станува збор, значи, за такви обуки кои што се организирани пак во соработка со
луѓе од Бугарија. Ќе биде билатерална, значи ќе имаме учесници 20-тина, од кои што по 10-тина од Бугарија представници и 10-тина од Македонија. Целта на овие обуки, значи ќе бидат со меѓународни тренери кои што имаат долгогодишно искуство и сертификати во развивање на алтернативен туризам и предприемништво. И обуките, две организирани во Бугарија, една организирана во Македонија, ќе бидат уствари првата за цел како да го заштитиме културното и природното наследство, воедно или како и да го заштитиме тој алтернативен туризам кој што сакаме да го развиеме. Таа ќе биде првата обука во разлог во Бугарија. Потоа во мај ќе биде обуката во Штип, каде што ќе биде за како ние да го развиеме бизнисот. Значи, ако имаме веќе некоја идеја, сакаме нешто да направиме, или сме во почеток, не знаеме нили како да достигнеме на некое поголемо ниво за да го промовираме тоа што го правиме ние, ќе биде токму обуката во Штип. И последната ќе биде како да направат бизнис планови конкретни кои што ќе им помогнат за за полесно подоцна да се вклучат на сеимите и да ги промовираат своите производи. И да ги најдеме, значи, кои се работите на нив што им фалат во нивниот бизнис, да им помогнеме за да ги доразвијат, за да бидат по-професионални, поуслужливи и попристапни до пазарот. Кои што, нив им е битен пазарот да може да се представат таму и да стигнат до останатите луѓе за да се остварат себе си повеќе. Сигурно дека ќе има доста заинтересирани кои ќе бидат дел од овие обуки и од овие сајми. Сега едно прашање. Алтернативниот туризам повлекува можеби повлекување во некои си селски средини, на некои места кои што се оддалечени од главните центри во државата. Колку младите мислите вие дека се спремни, подготвени и дека имаат доволно сила и храброст да го напуштат овој комодитет овде и да се занимаваат со алтернативен туризам? Сметам дека се спремни, се повеќе и повеќе, особено пошто тргнувам од нашите волонтери, активисти и членови на невладинава. Претходно, бидејќи знаеме дека овие проекти се нормално финансирани од Европска унија или од едно од овие грантови Youth in Action, Erasmus Plus програмата ИПА, што спомна Андријана, секогаш кога сме патувале, кога сме правеле вика нас проекти, секогаш ги правиме во центарот на градот, без разлика дали е тоа Скопје, Штип, Охрид, Крушево, Битола, и тоа е хотел и нормално убав смештај, доручек, вечера, се што трошоци патни покриени, се покриено. Исто така кога ние одиме сме партнери во друга држава како што Бугарија, Италија, Англија, без разлика каде све не, исто ние се покриено. Меѓутоа во последно време кога имаме нормално помал фонд за покривање на трошоците или кога сакаме да бидеме дел од ваквите проекти како што се сега и кога мораме да одиме во рурална средина, значи верувајте дека е многу поефикасно и подобро. Зошто? Бидејќи тогаш кога си во рурална средина, онда сакаш некаш мораат сите заедно да бидат сплотени, сите да се дружат заедно, значи таму се случува да нема интернет, се случува сме некаде на шума, некаде во планина горе, кај што нема интернет, нема каде да се излегува навечер, онда мора сите после цел ден имаме активности, вечерта нема каде, мора сме сите заедно да се дружиме. Да. Нема интернет, нема излегување, нема ништо, сите сме заедни, тоа е тоа. И се сноѓаме, ако е, не знам, зимо се пали оген гитара и се, значи има дружење. Пред се многу дружење, се запознаваме и шириме многу пријателства ширум светот. Прекрасно и верувате ми, се повеќе и повеќе сакаме да одиме на некои такви настани, зашто веќе уназад годините, значи сме имале и убави смештаи, хотели, нормално секој поише, можам да ви направам една разлика, каде што бевме во Италија на размена во центарот на Рим, во хотел, каде што немаше воопшто дружење, бидејќи сите го шетавме Рим и сакавме се повеќе да видиме. Од друга страна бевме во Италија јужно доле, во едно село, значи буквално кај што немавме интернет, кај што немавме никакви услови, кај што моравме да се дружиме. И многу побаво поминавме таму отколку тука. И каде што да додадам, спиевте во домашни услови, уствари во луѓе кои што изнајмуваат соби, кревети за луѓе, млади и стари без разлика, кои што се заинтересирани да спијат во домашни услови. Беше малку и да јадат домашна храна, и да јадат, изворска вода, значи бевме буквално куќите беа, тоа беше италијанско село на планина, каде што едната куќа беше не знам на 5 километри лево, другата десно, третата многу ни беше тешко, се наоѓаме првите 2 дена. Паднавме буквално депресија како ќе преживееме една недела дека. После се здруживме со малкуте млади луѓе што имаа останато да живеат во тоа село горе. И едноставно и нив ги социализиравме, бидејќи буквално им беше некако чудно кога не видам почетокот беа малку агресивни, значи момчиња, девојчиња све и некако чудно не гледа, не напаѓа, ни дофрла, не разбира англиски јазик. Полека Андријана дури успе да ги научи англиски, не знам како. И на крајот останавме до ден денес пријатели и се дружиме и комуницираме на социјалните мрежи. Прекрасно искуство. Се повеќе и повеќе сакаме вакви семинари. Така, има ли услови кај нас да се направи нешто слично, да речеме, колку кај нас македонските граѓани во руралните средини се спремни да го понудат својот дом за лица од останатите држави?
Па искрено да ви кажам дека вчера една од волонтерките што имаме во организацијата буквално се јави и ме праша затоа што имала куќа од времето останато од Турско во Источна Македонија, каде што имало услови да се сместат барем 20 луѓе. И прашуваше дали би можела она... Па добро, сега ние генерално колективе што ги организираме се за повеќе од 20, ама за почеток е значи супер и баш прашуваше што како треба да направи, дали може веќе да го понуди на пазарот и нели да направи она да се заработува затоа што не е вработена се уште и таман да искористи нели средината и природата и све. И таман се вклопува во проектот значи што го имаме и објаснив дел од работите што како треба, ама сигурно ќе биде вклучена и во на сеемите затоа што сега ќе треба малце повеќе да поработи за да се промовира, да фотографира, да направи некои брошурчиња, флаери за да може да вклучиме во мапата. Да, секако има време до сеемите да ги поттикнеме и гледачите кои што не следат доколку можеби имаат и тие некоја ваква куќа која што би можеле да ја понудат како туристичка атракција, можеме да кажеме, за посетителите од нашата држава, но и од останатите. Андријана и Горица се тука да ги примат вашите сугестии, секако и да ви допринесат со нивната помош и вие да успеете. А секако верувам дека има навистина интересни локации во Македонија, интересни куќи кои што можеби фамилиите не ги посетуваат поради тоа што се одселени во градските средини, а би биле идеални за ваков бизнис. Може да се заработи и од запуштена куќа, фамилиарна. Верувајте дека да. Ме не е работа дека секогаш ние бараме значи сместување да биде како во хотел, нели да ги имаме сите услови ние што нели си ги имаме замислено во глава, значи има навистина многу и странци, и млади, секакви ствари луѓе кои што се заинтересирани да престојуваат во природна средина